Најпрво сакам да изразам длабоко сочувство за загубениот млад живот и наискрено жалење за настанот што се случи вчера, за грозоморното убиство на 18 годишниот Ангел Петковски од Скопје. Министерството за внатрешни работи целосно го расчисти и го документираше овој настан и до надлежното основно јавно обвинителство во Скопје поднесена е кривична пријава против 19 годишно лице поради основано сомневање дека е сторено кривично дело убиство. Според досега документираните сознанија на овој настан претходел обид за кражба на велосипед што ја извршил пријавениот во дворот на оштетениот нешто по 17 часот, но истиот бил забележан од страна на жртвата и неговиот татко. Откако не успеал во извршувањето на кривичното дело, осомничениот се дал во бегство, а сега починатиот Ангел и неговиот татко со патничко моторно возило Пежо тргнале по него. Кога стигнале на улицата Ѓорче Петров, поточно на паркингот пред просторот пред очната Европската очна болница, го паркирале возилото и се упатиле кон пешачката патека покрај течението на реката Вардар. Пред пешачкиот мост кој води до селото Сарај, го забележале осомничениот што по вербална расправија дошло до тепачка и осомничениот со остар предмет, најверојатно нож, го прободел Ангел во пределот на десниот граден кош. Осомничениот се дал во бегство, а таткото го однел момчето кон очната болница со цел да му пружи помош. Вработените во болницата повикале екипа на итна медицинска помош, но Ангел им подлегнал на повредите, а од страна на лекар е констатирана смрт. Настанот првично телефонски е пријавен од очевидец, кој ги забележал трите лица. Веднаш по добивањето на пријавата е излезено на лице место и отпочната е потрага по осомничениот и истиот во непосредна близина на болницата е пронајден и е лишен од слобода. На местото на настанот излегол јавен обвинител што раководел со увидот и по негова наредба телото на починатиот е пренесено во Институтот за судска медицина и криминалистика за обдукција. Увидот е извршен од страна на полициски службеници од СВР Скопје, при што од местото на настанот подигнати и дадени на вештачење се траги слични на крв, а од дворното место на куќата на улица Хераклеа подигнат е и велосипедот. Од осомничениот се земени брисеви од двете дланки, мајца, фармерки, патики, по извршеното кривично дело во непосредна близина на лице местото, како и на повеќе локации во општина Ѓорче Петров, дојде до собирање на поголеми групи на граѓани, кои искажуваа револт и незадоволство. Дел од нив во текот на вечерта започнаа и со нарушување на јавниот ред и мир, при што дојде до оштетување на повеќе возила и објекти. Со полициска интервенција беа приведени вкупно 18 лица, од тие 18 5 се малолетни, а останатите се на возраст од 18 до 36 години. По извршени консултации со јавен обвинител, им се издадени платни налози за сторени различни прекршоци, а СВР Скопје продолжува со превземање на интензивни мерки во насока на идентификување на дополнителни лица и комплетирање на материјални докази за противправни действија и докажување на кривично дело по член 385, учество во толпа што ќе изврши кривично дело предвидено во Кривичниот законник. Дали има прашање? Па ние тоа што го имавме да го презентираме во јавноста, веќе го презентиравме, доколку дојдеме до нови сознанија и податоци, секако дека ќе ги споделиме во јавноста во фаза на истрагата, кога тоа ќе го дозволува истрагата. Значи, очевидецот кој го пријавува настанот, пријавува присуство на 3 лица, што всушност се поклопува со фактичката состојба. Трите лица се жртвата, таткото и осомничениот за убиството. И тоа практично се гледа и од одредени снимки од видеонадзорот од очната болница. Од
Од социјалните мрежи имаме сознанија дека доаѓа до организирање на граѓани кои имаат намера да изразат незадоволство и револт во попладневните часови. Ситуацијата ја следиме, апелираме до сите граѓани да ја задржат смиреноста, да се смират тензиите и да се врати нормалниот тек на животот во Ѓорче Петров. Министерството за внатрешни работи сега прв пат излегува со информација за овој настан, така што претпоставувам дека вашето прашање би било најсоодветно да го упатите на тој што го објавил името. Министерството за внатрешни работи својот официјален став го кажува денеска и ова е прво известување поврзано со убиството што се случи вчера. Од Скопје. Значи, јас веќе го образложив текот на настаните, настанот кој претходел на убиството, самото убиство и она што следуваше во насока на откривање на осомничениот за стореното кривично дело убиство, така што тоа е условно речено една временска реконструкција на тоа што претходело и што се случувало и во однос на тоа во овој момент, согласно изјавите на очевидците, согласно изјавата на таткото на починатото момче, ова се податоците со кои ние располагаме, а по однос на евентуалната инволвираност во други кривични дела на лицето кое се сомничи за сторено убиство, можам да ви потврдам дека не е непознат за полицијата. Дали има други прашања? Не. Не. Се работи претежно за имотни деликти. Во овој момент се уште се врши пребарување на теренот заради отежнатите услови во текот на ноќта. Таму верувам дека голем дел од вас беа и на лице место, како што може да се забележи, се работи за голема тревна површина, меѓутоа очекуваме предметот со кој е извршено убиството да биде пронајден на локацијата на која сметаме дека се наоѓа.